Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Организираното управување со цврстиот отпад во источниот регион, односно изградбата на најавуваната регионална депонија, би требало да се реализира до почетокот на 2020 година. Досега работите се завршени само на хартија, а по распишувањето на тендерската постапка се очекува да има и конкретни активности на терен. Општините од источниот и од североисточниот плански регион можат да се надеваат дека во период од околу 2 години ќе се реализира повеќегодишната најава за изградба на регионална депонија за цврст отпад. Според одговорните во Центарот за развој на источниот плански регион, проектот бил во поодмината фаза, односно сите процедури на хартија привршуваат, формирано е регионално јавно предпријатие, па преостануваат конкретните активности на терен. Се работи за инвестиција вредна 40 милиони евра, што ќе се реализира со пари од фондовите на Европската Унија. А во моментот, поради европските законски одредби, наместо Центарот, активностите ги презела посебна стручна служба. Веќе се работи на студијата за одржливост. Паралелно со студијата се работи и техничката документација, значи за изградба на системот за интегрално управување со отпад. И во моментот се има некои си договарања помеѓу Министерството и регионот, нашиот источен и североисточен, околу распишување на јавниот повик за стручен надзор над изведба, односно за ревизија на техничката документација, не стручен надзор, бидејќи стручниот надзор се однесува за изведба, значи за ревизија на техничката документација. Наместо со јавно-приватно партнерство, како што тоа го направиле некои од останатите региони во Македонија и се покажало како неуспешно, источниот регион се решил регионалната депонија да ја гради со средства од ИПА фондовите за регионален развој. Според Здравева, иако е побавен, тоа бил посигурен избор за реализација на проектот, со што нема да се оптоваруваат и сметките за комунални услуги што ќе ги плаќаат граѓаните. Инаку, како проект, регионалната депонија се најавуваше пред повеќе од 10 години и нашиот регион беше најнапред во однос на останатите во државата. Но токму поради административните процедури, процесот се одвива многу бавно. Доколку понатаму работите продолжат да течат според планираната динамика, депонијата треба да биде изградена до почетокот на 2020 година. И таа ќе овозможи затворање на сегашните несанитарни општински и диви депонии, каква што е и Кочанската градска, лоцирана во близина на селото Бели. 24 годишно лице од Виница заработи кривична пријава за трговија со дрога. Според полицијата, пријавениот е осомничен дека произведувал и продавал цигари со марихуана. Надворешната канцеларија за криминални работи од Виница поднесе кривична пријава против 24 годишниот НВ од Виница, поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. По претходно добиени оперативни информации, во почетокот на февруари годинава, полицијата извршила претрес во домот и во помошни простории, што се во собственост на делото на пријавениот. Во известувањето од секторот за внатрешни работи стои дека во споменатите простории бил пронеден и одземен отпушок од цигара во која имало наркотична материја, како и 2 машини за рачна изработка на цигари. Ваквиот наод бил доволен доказ за истражните органи да ги потврдат сомневањата дека 24 годишниот виничанец се занимава со нелегална активност. Поради тоа му била поднесена и кривична пријава. Петок, Кочани ќе биде домаќин на 5-та вечер на македонскиот афоризам. Во склоп на манифестацијата ќе бидат доделени и наградите по распишаниот конкурс за најдобар афоризам, чиј носител и организатор е Сдруженијето Афористичка репрезентација на Македонија. Конкурсот за најдобар афоризам што го распиша Сдруженијето Афористичка репрезентација на Македонија предизвикал солиден интерес меѓу творците на сатира кај нас и тие ги испратиле своите трудови. Овогодишната тема беше доволно провокативна со насловот "Луди и избунети", што ја предложи минатогодишниот победник Миле Ѓоргиевски од Делчево, па за учество на конкурсот се пријавиле 14 автори. Дел од нив испратили и по неколку творби, поради што жири комисијата немала лесна задача да ги избере најдобрите.
Жири комисијата во состав Миле Ѓорѓиевски, бидејќи е минатогодишен победник, така е по нашиот правилник, тој е претседател на жири комисијата, и 20 членови, магистер Доне Донев, го знаеме Кочанчанец наш, и магистер Никола Талевски од Битоло. Многотрпно работеле, гласале, прегласувале, што правиле тие си знаат, мене ми издиктира конечно табела која треба да оди во јавноста. Првата награда по одлуката на жирито му припаѓа на Васил Толевски. Од Скопје, познат афористичар, и минатите години имаше добивано награди и една година ни беше и учесник гостин. Ми сум учесник на вечерта на афоризми. Втората награда му припада на Јане Атанасов, односно тоа сум јас лично. И третата на Маријан Ангеловски, млад надлежен афористичар од Скопје, кој исто така е добро познат на кочанската публика, бидејќи секоја година е член на нашата репрезентација. Покрај овие 3 признанија за најдобрите, жири комисијата одлучила да додели уште 3 други, при што специјалната награда ќе припадне на Наташа Ќурчинска, а дипломи ќе добијат и Ристо Филчевски и Александар Кузмановски. Воедно ја задржуваме традицијата, во склоп на одржувањето на нашата вечер на афоризми, доделуваме специјални плакети за истакнати личности кои допринеле за развој и промовирање на македонскиот хумор и сатира. Годинава тоа значајно признание му припада на нашиот познат афористичар и хуморист, автор, поет Љупчо Силјановски. Наградите и признанијата на најдобрите ќе им бидат доделени на петата поред вечер на македонскиот афоризам, што ќе се одржи во Центарот за култура Бели Мугли, закажана за петок со почеток од 19 часот. Во организација на Средното општинско училиште Љупчо Сантов и Центарот за култура Бели Мугри во Кочани се одржа уметнички портрет на македонскиот писател Јордан Плевнеш, насловен Македонски состојби. Во рамките на уметничкиот портрет беше изведен и перформанс според текстови од авторот од студенти по актерска игра од класата на професор Мето Јовановски. Уметнички портрет на македонскиот писател Јордан Плевнеш, насловен Македонски состојби, се одржа синоќа во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани. Истиот беше во организација на Средното општинско училиште Љупчо Сантов и Центарот за култура Бели Мугри. Портретот се реализира по повод изборот на Јордан Плевнеш за редовен член на Европската академија на науките, уметностите и книжевностите, како и за одбележување на Светскиот ден на театарот. Плевнеш рече дека е среќен што се наоѓа во Кочани, омилениот негов град во македонската духовна меморија. Чинот на презентирањето на монолози од најзначајните драматурзи на европската историја, почнувајќи од Шекспир, од Достоевски, од Чехов и од модерната македонска драматургија. Сето тоа создаде една целина вечерва во Кочани, која што на некој начин представува една одбрана на една реченица од мојата младост, кога ја пишував пиесата Macedoniše Cuštende, која е посветена на едно од најпознатите семејства од македонската политичка историја, семејството Поп Иванови, на кои вечерва им ја оддавам мојата почит и мојот омаж, но сето тоа и во модерните времиња подсетува на една реченица од 80-тите години од минатиот век, изречена за тоа дека во Македонија и самиот воздух мириса на театар. Пред поголемиот број посетители и љубители на драмската литература и уметност, за творештвото на Плевнеш зборуваше магистер Доне Донев, професор по македонски јазик и литература во Кочанската гимназија, кој посебно ја истакна врската на Кочани со творештвото на Плевнеш. Во рамките на уметничкиот портрет беше изведен и перформанс според текстови од авторот од студенти по актерска игра од класата на професор Мето Јовановски на Универзитетот за аудиовизуелни уметности, Европска филмска, театарска и танцова академија, Скопје, Париз, Есен, Ротердам. Ликовен перформанс слика за градот во реализација на Ивана Младиновска, ликовен уметник која што живее и работи во Мароко, се одржа покрај кејот на Кочанска река.
Истиот е во организација на Центарот за култура Бели Мугри. На кејот покрај Ковчанска река во организација на Центарот за култура Бели Мугри се одржа интерактивен ликовен перформанс под наслов Слика за градот во реализација на Ивана Младиновска, ликовен уметник од Скопје, која живее и работи во Рабат, Мароко. Во присуство на голем број љубители на ликовната уметност, Младиновска создаде дело кое што како подарок ќе остане на градот Кочани. Ова е прво моје настапување во Кочани и ќе дадам се од себе заедно со музиката и заедно со публиката млада, весела, што ќе ме поддржува вечерва. Се надевам ќе дадам се од себе да направиме едно прекрасно дело кој ќе остане во сопственост на градот Кочани. Проектот е дел од годишната програма на ликовното студио што работи при Центарот, а е финансиски поддржан од Министерството за култура. Овој ликовен перформанс, како што кажав, има за цел да ја пренесе енергијата, односно уметницата да ги пренесе емоциите кои што се раѓаат и остануваат на платната во ателје, а вечерва на необичен начин тоа е овде инситу пред самата публика. Па затоа ја избравме локацијата покрај реката на град Кочани, односно покрај кеот. Делото на Ивана Младиновска ќе биде сместено во фоајето на Центарот за култура во Кочани и е почеток на иницијативата за создавање на ликовна галерија во градот на Оризот. Инаку на ликовниот перформанс со своји музички точки се представи и ученичката Ангела Ајтовска. Развивање на спортскиот дух кај децата уште од најрана возраст е целта на детската олимпијада, што во организација на детската градинка Павлина Велјанова се одржа во Кочани. Децата се надпреваруваа во 5 дисциплини. 160 деца на возраст од 5 и 6 години од сите 5 клона на детската градинка Павлина Велјанова беа дел од 4-та поред детска спортска олимпијада што се одржа во саботата во спортската сала на основното училиште Никола Карев. Олимпијадата е дел од проектот Спортуваме, се радуваме, а има за цел да ги промовира и популаризира спортот и рекреацијата кај најмладата популација. Се надпреваруваат, освен што стекнуваат и развиваат спортски вештини, основната цел е да демонстрираат физичка подготвеност, а најмногу од се да доживуваат радост, дружење и надпреварувачки дух. Ова е 4-то издание на детската олимпијада во Кочани. Ја организираат детската градинка и општинскиот спортски актив и професорот Никол Чоколев. Покровител на манифестацијата е општина Кочани. Организаторите рекоа дека олимпијадата ќе продолжи да се организира и во наредните години. Прво хуманитарно талент шоу се одржа во спортската сала во Кочани. Истото е дел од проектот Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Собраните средства се наменети за помош на социјално загрозено семејство од Кочани. Талент шоу се одржа во спортската сала во Кочани во организација на волонтерите од Црвен крст, како дел од проектот Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Група младинци од општинската организација на Црвен крст Кочани преку хуманитарен концерт и талент шоу собираат средства за помош на социјално загрозено семејство. Како и во секоја општина во Република Македонија, така и во град Кочани пред неодамна започна ПХВ циклусот. Една од групите вечерва организира хуманитарен концерт и целта ни е да собереме што повеќе парични средства кои што ќе бидат наменети за едно социјално загрозено семејство од Кочани. Исто така граѓаните и како и секогаш, така и овој пат ја покажаа својата хуманост и како што можеш да забележите, салата е преполна и се наоѓаат во голем број. На шоуто беа пријавени и учествуваа десетина ученици, од кои се бираа најдобрите музички таленти. Музички таленти од Кочани, кои умеат добро да пеат, се пријавија на овој настан. Најпрво со една цел да помогнат, значи, хуманитарно за одредената целна група, а исто така и да спечелат прво, второ или трето место. Иако не беше важна победата, туку хуманоста, сепак се бираа најдобрите и најталентираните ученици. Првото место му припадна на Методија Пандурски, второ место зеде Милица Зашова и третото место отиде во рацете на Љупка Јорданова.
Црвен крст во акција промоција на хумани вредности е проект кој што со години континуирано се имплементира во нашава земја од страна на општинските организации на Црвениот крст. Главната цел на проектот е вклучување на младите со различна етничка припадност во заеднички проекти за изградба на взаемно разбирање, хуманост, толеранција и култура на диалог. Следуваат информациите од спортот. Викендов се одиграа надпреварите во првата фудбалска лига за жени и во третата лига Исток. Женскиот фудбалски клуб Кочани победи на гостувањето во Куманово против Речица, а Осогово како домакин го совлада Рудар од Пробиштип. Викендов екипата на женскиот фудбалски клуб Кочани ги продолжи надпреварите во пролетниот дел од првенството, откако во претходното коло беше слободна. Во рамки на редовното 12-то коло, девојчињата на тренерот Оливер Јовановски гостуваа во Куманово на средба со последно пласираната екипа на Речица и победија со 3:1. Со оглед што Кумановки не прикажаа кој знае каква игра, како што се очекуваше, нашата екипа имаше лесна задача. Потврда за тоа е што првиот гол гостинките го постигнали уште во првите 10 секунди од надпреварот, при што шутот на Катарина Петровиќ од својата половина на теренот завршил во мрежата на домашната екипа. До крајот на првото полувреме, Петровиќ и Ѓоргиева постигнали уште по еден гол, со што на пауза се отишло со водство на гостите од 3:0. Единствениот погодок за спасување на честа, Речица го постигнала од пенал во вториот дел, со што е поставен и конечниот резултат на средбата. Во моментот, ЖФК Кочани е на 5-то место со 13 бода, а во следното коло на домашен терен ќе ја пречека екипата на АС Юнајтед, која е предпоследна на табелата. Во третата фудбалска лига викендов се одигра 20-то коло, а фудбалерите на Осогово беа домакини на Рудар од Пробиштип, при што победија со 1:0. Иако пробиштипјани се последно пласирани и во Кочани дојдоа да се излечат со што помал пораз, жолто-сините имаа необично тешка задача за да дојдат до бодовите. Доказ за тоа е што првото полувреме заврши без погодоци, иако гостите ја имаа иницијативата, при што не искористија сериозна шанса откако упатената топка кон голот на Осогово помина над пречката. Таквата игра на Рудар беше бурно поздравена и од 30-тината присутни членови на неговата навивачка група Багабонти. Единствениот гол домашните го постигнаа дури во 58-та минута, по ударот на Мојсовски со глава. И во вториот дел домашните не прикажаа силна игра, слична како и во првиот. На 10 минути пред крајот на надпреварот, еден од најдобрите правотимци на Осогово, Тасески, беше потешко повреден при што му е констатирана скршеница на десната нога. Со победата кочанскиот третолигаш сега има 42 бода и се искачи на третото место на табелата. Следното, 21 коло, ќе се игра в среда, а жолто-сините му гостуваат на седмопласираното Василево. Почитувани, со прогнозата за времето го завршуваме и ова понеделничко издание на вестите на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.